Кај оние дечиња кои што се жртви на насилство, малку повеќе треба да се работи на самодовербата, на своите вредности, да убедување на тоа колку јас вредам, што се поседувам кај себе, затоа што тоа лесно може да се сруши од страна на некој сторител на насилство кој што сака да ја направи инфериорна сликата на жртвата. Значи се работи малку на подигнување на самодовербата и на јакнење на социјалните контакти со оние деца кои што се миролюбиви или оние деца кои што се подготвени нели да соработуваат со тоа детенце. Од друга страна пак со сторителите на насилство работиме на подигнување на емпатија. Емпатија значи да умее да почувствува, да сочувствува, да види што му прави на другото дете, да се стави во кожата на другиот. И знаете, онаа поговорка, не му прави на другиот нешто што не сакаш тебе да ти прават. Мак Патрол најде фокусот да го насочи на многу значајна и важна тема. Затоа што постои. Нема рецепт, но има многу начини и многу е добро што со оваа кампања многу искуства се споделуваат. На секој разговор што го имаме, на секоја дискусија, во секоја општина, секој град доаѓаат повеќе училишта, а имаме и телефон отворен, зашто видовме дека ако сака некој да праша нешто, не е секој, уште еден зборот кога го потребам, не е скроен да земе микрофон, да стане пред сите родители, наставници да праша. Добро, викаме, ајде телефон, анонимен, анонимно, бројче им оставам и пуштат пораки, тука се отворија. И тука многу добри искуства се споделија, многу добри проблеми, а имаше и позитивни проблеми. Како тоа се разрешило? Како една мајка земала двете деца, ги споила, тоа дете што малтретира другото, ги споила како требало време, но ете, после тие станале другарчи.